општина Бутел за изминатите 2 години има зголемување на приходот од 32%. Во таа насока, во рамките на активностите за подобрување на сообраќајната инфраструктура на нашата територија во изминатите 2 години реконструиравме повеќе од 20 улици во 4 местни урбани заедници, каде се поставуваше асфалт, негдека поставивме околу 13.000 метри квадратни, а сумата е негдека околу 22 милиони денари. Во продолжение и се поважните инфраструктури кои што секако во моментот што е проширувањето на патот од Бутел до Љуботен. Во изминатите 2 години изградивме десетина пешачки патики кои што беа многу важни за граѓаните на територија на општина Бутел. Потрошивме околу 2400 метри квадратни или сума околу 5 милиони и 700 илјади денари. Покрај најбројните инфраструктурни зафати кои што ги имавме се уредување и заштита и регулација на речното колито на реката Серава. Тоа е горлив проблем кој што го имаат граѓаните на општина Бутел. Во моментот изградивме корито од 170 метра, кое што не се разбира не е доволно, но се надевам дека наредната година ќе одвоиме многу повеќе пари за да можеме коритото да продолжиме да го доизградиме. Можам да кажам дека општина Бутел се преродува во овие 2 години со проектите кои што ги имаме заедно со град Скопје. Сум сигурен дека Бутел ќе ја доведеме како општина на прво место во градот Скопје, заради тоа што инфраструктурно се поврзуваме со сите наши соседи. Се надевам дека до година ќе почне и изградбата на булеварот Хрватска, која што ќе не поврзе директно со населбата Автокоманда, поточно со општина Газибаба. Во градинките уложивме повеќе од 16 милиони денари, а додека пак кај основните училишта имавме вложување околу 30 милиони денари, 33 милиони денари. Општина Бутел го има најголемиот проблем, дивите депонии. Се бориме со нив, иако можам искрено да кажам дека јас не сум задоволен, но со помош веќе и со град Скопје и со полиција направивме и екипи кои што се дежурни. На 19 локации во должина од 3380 метри поставивме нови линии, вложивме негде околу 18 милиони денари. Потоа можам да кажам дека извршивме промена на многу светилки кои што беа изгорени или беа неекономични. Изградивме 2 нови игралишта, повеќе од 15 ги реновиравме, вложивме негде околу 2 милиони денари, но да кажам овие 15 останати не ги реновиравме само еднаш, туку кај некои имаше и дел 2-3 пати во годината. Кога збориме за културни манифестации, општина Бутел може гордо да каже дека во изминатите 2 години имавме доста активности, каде што бевме домаќини на десетина културни манифестации. Можам да кажам дека секојдневно јас како градоначелник примам спортисти кои што живеат на територија на општина Бутел, кои што придонесуваат за многу во спортот и со гордост можам да кажам дека прва година ние како општина имавме разбирање од Советот, благодарност и до советниците кои што едногласно донесоа одлука да уложиме 5 милиони денари во спортот во општина Бутел.